Почитувани гледачи, ви покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добар ден. Се јавуваме од студиото на Радио Гласна надежта од Каладарци. Вие следите дневната емисија Точно напладне секоја среда со почеток во 12 часот. Еве денеска сме повторно заедно и се радувам што во наредните минути ќе другаруваме заедно преку содржината што ја приготвивме за вас и христијанските песни што ќе можете да ги слушнете. Вообичаено секоја емисија започнуваме со мисла на денот, па така и денеска ќе ја кажеме следнава мисла. Тивките луѓе имаат најгласни мисли. Наистина, длабока мисла, длабока порака се крие во овие зборови. Тивките луѓе имаат најгласни мисли. Ова го запишал Стивен Хокинг, човек кој е сега покоен, кој е роден 1942 година, починал во 2018 година. Тој бил англиски теоретски физичар, космолог и автор на многу книги, кој бил директор на истражување во Центарот за теориска космологија на Универзитетот во Кембридж. Навистина, убава мисла и порака и за нас денеска. Тивките луѓе имаат најгласни мисли. Не е секогаш борбата да бидеш депресивен, односно да бидеш агресивен, да бидеш некој кој вика, кој се наметнува, туку тивките луѓе навистина, како овде што вели, имаат најгласни мисли. Или пак на друга изрека, тивка вода, брег ломи или крши. Така да, нека и ние, почитувани гледачи, во овој ден кој е пред нас, кој веќе го потрошивме половина, бидејќи сега сме напладне, да бидеме мирни, тивки луѓе, но со длабоки мисли. Одеме сега да ве поздравиме со една христијанска песна. Križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Za mene sam, zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš, ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave.
Sve što mi treba je te lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je te lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во програма. Вие следите дневната емисија точно напладне на радио Гласна надежда. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се уклучивте и ја следите нашата програма. Следува рубриката Вести од светот и од земјата. Еве денеска имаме повторно вести од нашата земја, имено на почетокот од овој месец, февруари, значи некаде на 8, се одржа повторно окружен собор. Имавме таков собор како што се сеќавате и во Колешино, но еве сега овој собор се одржа на 8 февруари во Битола, за тој округ, значи за градовите Прилеп, Битола, Охрид. Ги спомнувам тие градови каде што имаме наши цркви и верници. Исто така имаше присутни од Мусинци, можеби имало и од другите краеви на нашата земја, но како и да е, еве ќе видите неколку фотографии, додека јас зборувам. Значи црквата во Битола се наоѓа близу центарот на градот, некаде 100 до 150 метри на вистина до центарот. Бидејќи јас таму сум живел повеќе години, на улица Пеце Матичевски, број 37 до градската библиотека. Тука е нашата зграда, една од постарите згради во Битола, заштитена дури и со закон. Значи се одржа тој окружен собор за тие цркви и верниците присуствуваа, се дружија, така да секретарот на нашата црква, братот Дехран Хајдар, беше главниот говорник кој зборуваше за мисионските активности на верниците од тој округ и за мисијата на црквата која имаме ние како адвентисти, а тоа да се проповеда Словото Господово. На сликиве овде може да приметите, значи верници од тој дел на нашата мисија, но имало и пријатели, како што приметувам по сликите, така да еве убаво е да и пријателите биле присутни и овде ќе видите неколку пријатели кои излегле напред на повик на братот Дехран, кој сака во наредниот период да стори завет со Господа. Еве овде се молат напред пред, значи во салата се, така да убаво е кога имаме и пријатели и верници, браќи, сестри, сите се добро дојдени во нашите богослуженија, така да ова убава прилика беше да верниците повторно бидат заедно, да разменат искуства, да разменат искуства на полето на духовноста, но и да се запознаат помеѓу себе, бидејќи имаме и нови пријатели, има и нови верници кои во меѓувреме пристапиле кон христијанската адвентистичка црква. Затоа, почитувани гледачи, вие кои сакате да ја посетите црквата на адвентистите на 7-миот ден во вашето место на живење, може тоа да го сторите, се зависи во кој град живеете, така да може да ни пишете, ние ќе ви спратиме адреса каде е најблиската црква во вашето место, да може да присуствувате на тие богослуженја кои се од отворен тип и кај што секој може да присуствува и да го слави Господа. Еве, тоа бе вестите, значи, во оваа емисија ни доаѓа од Битола, од тој округ, Битола Прилеп, каде што верниците имаа средба, такви собори, како што спомнувам, почесто ќе има и во другите окрузи, има Скопски регион, значи Кавадарички регион, Штипскиот регион, така да во наредниот период ќе пренесеме слики од тие места на собори, кога сето тоа, значи, ќе се одржи. Одеме сега повторно со песна.
со љубов, со љубов, со љубов кон другите, со љубов, со љубов, со љубов кон другите. Сакај ко Исус, подај ти рака, утеши некој, насмевни се, со љубов, со љубов, со љубов кон другите. How about coughing? А што е со кашлањето? Oh, we sit there and think that's a disease. Ние велиме па тоа е болест. So we take a cough suppressant. И взимаме нешто против кашлицата. No, what a cough is something's irritating the lungs. А у суштина кашлањето е нешто што ги иритира нашите бели дробови. So a signal goes down to your diaphragm. Сигналот оди до вашата диафрагма. And it flexes and it expels. Ја подбочува и изфрлува. But I've noticed something in the time I've been in Macedonia. Приметив нешто за ова време додека сум во Македонија. And really many countries. А и во многу други земји. The number one cause of coughing причината број 1 за кашлањето е is a voluntary irritation of the lungs. Слободно иритирање на нашите бели дробови. Tobacco. А тоа е цигарата. In whichever form you get it. Во било каков облик да ја зимате. But now we think we have outsmarted the tobacco industry. А ние мислиме дека сме ја надмудриле индустријата на производство на цигарите. So now we're vaping. И затоа сега чадиме. Some of the same poisons. На некој начин истите отрови. The addictive nicotine. А тоа е адикцијата на никотинот. Why do we think we have to do this? Зашто мислиме дека ова треба да го правиме? Doesn't look cool. Не изгледа баш cool. And no one wants to be around that cloud that you're putting out of your head. Никој не сака да биде во близина на тој облак од чад кој што го правите околу вашата глава. Okay. Now, there's another We've been through this thing called COVID. Сите ние поминавме низ овој COVID. I was thankful when I finally got it. Јас сум благодарен што конечно го имав. Now, if you remember some of the talking heads in the last couple of years. Ако ги гледате насловите кои што се случува во последните неколку години. Oh, we got to protect our old people. Каде што се вели дека ние треба да ги заштитиме сите луѓе. I think people over 60. Нарочно луѓето над 60 години. First one in lines to get their inoculation. Тие се кои што треба да застанат први во линијата за вакцинирање. I'm 75. Јас имам 75 години. I have not received the vaccine. Јас не сум ја примил вакцината. And I got the COVID. И се разболев од COVID. But since I take care of myself, али бидејќи се грижам за самиот себе си, yeah, I had a fever for a couple of days. Имав температура неколку дена. Terrible sore throat. Имав ужасна болка на грлето. A little cough. Малце кашлање. But all the time this is going on. Али сето ова продолжува понатаму. My immune system is making antibodies. Мојот имун систем произведува антитела. Now what's an antibody? А што се тоа антитела? It's a weapon. Тоа е оружје That only has one target. кое има само една цел. So here comes this coronavirus.
еве доаѓа коронавируса, The body has looked it over, the immune system looked it over, имуниот систем ја разгледува од сите страни, makes a special weapon прави посебно оружје that attaches to just that one virus, за да се залепи за тој вирус and it takes it out. и го исфрлува надвор. Every virus you get in your body, Секој вирус кој што ќе влезе во вашето тело, your immune system will do that. вашиот имун систем тоа ќе го направи повторно. When it wins the war, Кога ќе ја победи, кога ќе освои оваа војна, the plans for that antibody тоа што е засадено во вашето тело are given to what we call the memory T cells. Тоа е она што ние го нарекуваме те келија која што меморизира. So the next time you're exposed to the same virus, И следен пат кога ќе бидете изложени на истиот вирус, immediately your body's producing antibodies. и веднаш вашето тело произведува антитела. But if you remember this whole COVID thing, Али ако памтите сите овие ковид работи, the first symptom првиот симптом was a fever. е температурата. Okay? Now, what did they want you to do with that fever? Што тие сака да вие направите со таа температура? Bring it down. Да ја спуштите долу. Worst thing in the world you can do. А тоа е нешто најлошото што можете да го направите. A fever is not a disease. Температурата не е болест. It's a symptom. Тоа е симптом. Fever is a friend. Температурата е всушност наш пријател. It is a part of the immune response. Тоа е дел од одговорот на вашиот имунитет. So we get this virus into our body. Ќе дојде тој вирус во вашето тело It sends a message to the helper T cells. и праќа порака до вашето келии, до вашите келии. And it will go up there, the helper T will go up to the hypothalamus, Тие хиперкелии ќе одат до хипоталамусот. right there in the middle of the brain. Токму таму во средината на вашиот мозок. It says we have been invaded by viruses. Ќе рече дека ние сме во инвазија од страна на вируси. What does the immune system want? Што е тоа што имуниот систем сака? It wants a bigger white blood cell response. Сака поголем одговор на белите крвни келии. Now that's up to the hypothalamus. Тоа е она што хипоталамусот го работи. So it produces a hormone Тој произведува еден хормон which turns the body temperature up, кој што ја крeva температурата на телото, which causes white blood cells to increase. што од друга страна прави да се зголеми бројот на белите крвни зрнца. That's the way it's supposed to work. Тоа е начинот на кој што тоа треба да работи. And there goes the viruses. И тогаш вирусот ќе се замине. But they say, take something to bring your temperature down. Али тие велат земете нешто за да ја спуштите температурата. What does that do? Што е тоа што тоа прави? You're taking an aspirin. Ако земете аспирин, I suspect almost every home has a bottle of aspirin in their house. Предпоставувам дека секој еден дом има кутија со аспирин. I would not take an aspirin. Јас не би зел аспирин. It's basically a poison. Во основа тоа е отров. Okay, so what does the aspirin do? Што е тоа што аспиринот го работи? It poisons the hypothalamus. Го затровува хипоталамусот. Now we can no longer control the temperature. Така да ние повеќе не може да ја контролираме температурата. Temperature goes down. Температурата оди надолу. Се White blood cell count decreases. И тогаш белите крвни келии се намалуваат. And what happens next? И што се случува следно? Viruses proliferate. Вирусот се умножува. That's what happens. Тоа е она што се случува. Let the immune system do its job. Дозволете му на вашиот имун систем да си ја врши својата работа. And during this series, I'll be giving other suggestions for how we can make the immune system strong. Во текот на оваа серија ние ќе кажеме како да го подобриме и да го зајакнеме нашиот имунолошки систем. So let's say you feel a symptom that you're going to be sick. Ајде да кажеме дека почувствувате симптом кој што ви кажува дека ќе бидете болни. If I get a sore throat, Ако имам болка во грлото,
I know I'm going to be sick the next day. Знам дека следниот ден ќе бидам болен. Because something has gotten into me. Значи дека нешто влегло во мене. I've got to act right away. Значи морам да делувам веднаш. So here's what you do when you feel your symptom. А еве што ќе направите ако го почувствувате овој симптом. Maybe you got a low grade fever. Може би имате мала температура. Maybe you got a stuffy nose. Може би ви тече носот. Whatever your signal is, Било кој да е сигнал, drink a glass of water. земете една чаша вода. Every 10 minutes for 1 hour. На секој 10 минути во период од 1 саат. Now, what's that doing? А што е тоа што тоа го прави? It's hydrating the body, Го хидрира вашето тело, but it's also flushing your body systems. али исто така го испира вашиот систем на телото. Believe me, if you drink a glass of water every 10 minutes for an hour, Верувајте ми, ако пиете на секој 10 минути вода во период од 1 час, you'll go to the toilet 2 or 3 times. вие ќе идете на мала нужда 2 или 3 пати. So don't do it before you get on the bus, okay? Али немојте ова да го правите пред да одите во автобус. But between the glasses of water, Али помеѓу 2 чаши на вода, go outside. излезете надвор. Take 40 to 50 deep breaths of air. Земете 40 до 50 длабоки вдишувања на свеж воздух. Now you are oxygenating your body. На овој начин вие го оксидирате вашето тело. The body needs more oxygen than we normally give it. Нашето тело има потреба за кислород повеќе него што му го даваме. Now I'm not saying do 40 and 50 between each glass of water. Не велам помеѓу секоја чашка да земате 40 до 50 вдишувања. You would pass out. Вие ќе се онесвестите. It's 40 to 50 throughout the hour. 40 до 50 во период од 1 час. And if you got fresh air outside, do it outside. И ако имате свеж воздух надвор, правете го тоа надвор. If you do these two things, А ако ги правите овие две работи, let me add another one. ајде да ви додадам уште едно. No sugar. Никако шеќер. That kills your immune system. Тоа го убива вашиот имунолошки систем. Do those three things. Правете ги овие три работи, Your sickness probably will not develop. веројатно вашата болест не може да се развие. Okay. Lutao sam ovim svetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscelile, sve dok mi tvoje svetlo nije sve moje rasteralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Nema takve pesme, nema takvih reči kojima bih mogao hvalu ti izreći.
Neka ti život, o moj Bože, bude hvala. Neka ti život, o moj Bože, bude pesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Dragi gledači, vi sledite dnevната emisija Точно напладне на радио Гласна надежд. Емисија која се емитува секоја среда со почеток во 12 часот. Ова емисија се снима, така да ќе може да ја погледнете не само на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежд, туку и на Facebook страната Радио Гласна надежд. Можете слободно да ја споделите и на вашите пријатели, соседи и да ги погледнат сите досегашни емисии кои сме ги имале во ова програма. Следува темата зошто Бог дозволува страдање. Ова тема често пати се спомнува кај луѓето и тоа прашање се поставува бидејќи не оптеретува сите нас почитувани гледачи. Зошто ако е Бог сесилен, ако е Бог толку моќен, ако е Бог оној кој ја создал земјава, зарем не може да го спречи злото? Значи, ова прашање поради околностите кои секојдневно се случуваат во нашите животи, ова прашање се поставува се повеќе и повеќе. Тоа е легитимно прашање, секако бидејќи се повеќе луѓе стануваат жртви на некој облик на насилен криминал, корупција, геноцид, доживуваат некаква лична трагедија и така натаму. Еве вчера се случи голема трагедија, за малку ќе беше голема трагедија во Германија, во Минхен, значи кога еден со кола удара во толпа луѓе. Тоа се случи пред неколку седмици или месеци повторно во Германија, кај што страда околу 10 луѓе. Невини се, недолжни се тие луѓе, дошле на некој митинг, дошле на некоја прослава, некој ќе му текне, ќе земе пушка, ќе почне да пука или со кола ќе удри во толпа луѓе. Еве еден пример ќе го спомнам сега, кој се случи во 1998 година во Северна Германија. Брз воз удри во мост, при што загинаа повеќе од 100 патници. Тоа беше голема трагедија. Таа тешка несреќа го потресе дури и искусниот медицински персонал кои биле присутни да помогнат на ранетите и да се згрижат, да ги згрижат загинатите, односно повредените. Еден епископ на Евангелистичката црква се прашал: драги Боже, зошто мораше ова да се случи? И тој самиот, иако бил теолог, не го знаел одговорот. Искуството покажува, почитувани гледачи, дека невините луѓе кои трпаат зло без никакво објаснување зошто тоа им се случува, понекогаш стануваат огорчени, дури на Бога се огорчени. Ова е една област каде што Библијата може да ни помогне до некаде зошто се случуваат несреќи, зошто невините страдаат на оваа земја. Како можеме да бидеме сигурни во тоа? Еве што вели Прва Мојсеева, 1 глава, 31 стих, кога во прашање Бога и неговиот карактер, кога тој создавал на почетокот на оваа земја. Бог погледна во се што направи, ете, беше многу добро. Значи, се било добро, се било супер кога Бог ја создал земја, па и првите луѓе. Многу добро, многу добро. Тоа се зборови кои се појавуваат после секој ден на создавање. Меѓутоа, недолго после создавањето, нашите прародители Адам и Ева
jedno mokno duhovno suštvo i prišlo na ženата da je ospori Божата вистинитост и легитимноста на неговиот суверенитет. Бог рекол, немојте, чувајте се, немој да јадете од овој плод, се е ваше во градината, но ова дрво, плодовите од ова дрво, немој да ги јадете. Меѓутоа, рековме, тоа суштество, сатаната, ѓаволот, подоцна, тврдел дека Бог лаже, дека Бог не ја зборува вистината. Меѓутоа, знаеме што се случило. Вие кои сте читали Библијата, знаете дека Бог сепак бил во право. Подоцна, ако читаме во книгата до Јов, 2 глава од 1 до 5 стих, ќе видиме дека Бог го оптужува, односно Јов го оптужува ѓаволот пред Бога дека му служи на Бога од корис, а не од љубов. И Бог дозволил да помине некое време, така што ја тргнал својата заштита, во смисол му дозволил на ѓаволот да го куша Јова. Јов изгубил се во кратко време, и деца, и мајање, и богатство, се останал болен. Меѓутоа, Библијата вели тој останал верен до крај. Значи, сето зло кој доаѓа на оваа земја не е од Бога, драги мои, тоа е од ѓаволот. Може би ќе кажете, ако е Бог мокен, зошто не го спречи, зошто не го уништи? Ќе го уништи, ќе дојде тој ден. Меѓутоа, Бог не сака нешто пред време да направи, додека не се уверат сите човечки суштества, не само на оваа земја, туку и на небото, зашто има и други светови, кај што има интелигентни суштества, луѓе кои се безгрешни, и тие го наблюдуваат животот и се она што се случува на оваа земја. Зато Бог морал да превземе голем ризик, дури својот син да го даде, да умре на оваа земја, да плати откупнина и да повторно човекот го поврати назад во тој рај кој го изгубил. Еве, поминало повеќе од 6000 години. Навистина, тој бил тажен бунт во Едемската градина. Претходно знаеме и горе на небото се побудил Луцифера против Бога. Бог можел да го уништи сатаната, како што реков. Меѓутоа, тој не сакал да превземе таков ризик, да на луѓето им создаде повеќе и поголема забуна. Тој чекал да созре злото. Тој, знаете, како една овушка која ќе засадите, дали јаболко или било што, вие ќе дознаете каков е плодот која ќе порасне тоа дрво, која ќе донесе плодови и која ќе ги вкусите, и тогаш ќе знаете каков е тој плод или тоа дрво. Така да Бог сакал да созрее злото до крај, и тогаш луѓето да се осведочат дека злото не доаѓа од Бога, туку од самиот сатана. Така да Бог може денеска тоа да го стори, меѓутоа Бог чека кога ќе се наврши тоа време, вели Библијата, Бог ќе изреагира, ќе дојде Исус Христос и тоа зло ќе биде за секојаш уништено. Читаме многу текстови во Библијата дека или ќе дојде, ќе бидат истребени од самата земја, неверните ќе бидат откорнати од неа. Од друга страна, луѓето кои му се верујат на Бога можат радосно да го очекуваат тоа време. Може да читате во Откровение 21 глава 4 стих, што вели: нема да има повеќе ни смрт и нема да има повеќе тага, плачење и болка. Тоа го кажува јасно и гласно Бог преку книгата Откровение, кога ќе дојде ден кога тоа ќе престане. Да, денески Бог плаче со нас, кога ние се мачиме, кога ние боледуваме. Меѓутоа се уште ние сме на таа окупирана територија, би рекол, на оваа територија кај што сатаната е кнез на овој свет, вели Исус Христос. Тој преку Адам и Ева ја освоил оваа планета. Меѓутоа, преку Исуса Христа ние повторно сме откупени и ова секако наша земја повторно ќе биде ослободена за секогаш од злото. И сега се поставува прашање, која е смислата на животот? Дали може би повеќе од било кој друг период од човечката историја луѓето се трудат да откријат која е смислата на овој живот? Многу луѓе се прашуваат зошто живеам? Како можам да ја најдам смислата на животот? Околностите што ги наведуваат да го прашаат, ова може да бидат различити прашања поставени од луѓето. Меѓутоа, сите животи или различити животи на луѓето се со различити квалитети и со различити искуства. Еве, на пример, на почетокот од 1998 година 12 годишно девојче било киндапирано и убиено во Баварија, тоа е во Германија, една покрајина.
Една година подосна, низината мајка признала дека го поминува секој ден во потрага по смислата на животот, но без никаков успех. Таа жена била тотално разочарена, што и се подразбира, да изгубиш девојче од 12 години, тоа е голема трагедија. И жената си го поставила прашањето, кој е смисолот сега на животот? Некои млади луѓе се охрабруваат да размислуваат за смислата на животот. Тие барат сигурност, остварување на лични аспирации и чувство на припадност, но паѓаат во состојба на безнадежност, кога ќе најдат на раширено лицемерие и корупција. За другите поединци кариерата е најважна работа во животот, за нив е тоа смисла на животот. Но тие стануваат свесни дека моќта, престижот и поседувањето на материјалните нешта не го задоволуваат натрешниот копнеш на човекот да ја пронајде причината за своето постоење. Без разлика, почитувани гледачи, дали тоа го потикнува човекот да размислува за смислото на животот, тоа прашање заслужува на вистина, би рекле, сериозен, задоволителен одговор. Уште еднаш Библијата може да ни биде од голема корист, како одговори на прашањето од каде е зло, од каде маки проблеми, рековме Библијата дека тоа зло е од ѓаволот. Меѓутоа, имаме одговори на прашањето која е смислата на животот. Значи, токму во Библијата, во Светото писмо, го имаме тој најадекватен одговор за нашите прашања. Например, дали би изградил куќа ако немам некоја причина за тоа? Кога градиме куќа, тоа го правиме секако за еден ден во неа да живееме, ние, нашите деца, поколени и така натаму. Може да примениме ова логика и за Бога. Тој не го вложил целиот тој труд во создавањето на земјата и живите суштества на неа без да има причина за тоа, односно да има некој конкретен план. И затоа Бог не создава нешто така без веза, само ради да создаде. Бог не ги создал луѓето само да ги има, со некоја цел. Меѓутоа знаеме дека тој план за еден миг бил пореметен. Пророштвото на Исаја кажува дека еден ден Бог, како вистински Бог, која создал ова наша земја, повторно ќе воспостави правда, ред и поредок и вечен живот. Еве што вели пророк Исаја во 45 глава, 18 стих, еден друг превод вели, кој цврсто ја утврди, кој не ја создаде залудно, кој ја обликуваше да биде населена. Значи, Бог не ја создал ова земја да се истребат луѓето меѓу себе, како денеска што постои страф од Трета светска војна, нуклеарна војна, уништување на сета жива сила и така натаму. Понатаму вели Давид во Псалом 115:16, небото е Господово небо, а земјата им ја даде на синовите човечки. Та Бог го создал човекот Адам и вели раѓајте се, множите се и наполнете земјата. Тоа било Божји план. Значи, кога ќе се наполни земјата, раѓањето ќе престане и луѓето би живееле вечно на оваа земја. Меѓутоа сега реков тој план е пореметен, еве преку 6000 години, но Бог повторно ќе го воспостави тој план. После 1000 години поминати горе на небото, вели Библијата, Бог повторно ќе создаде ново небо и нова земја. И тука спасените ќе живеат вечно на една обновена земја. Значи овде ќе биде центарот на целата вселена, би рекол, кај што и самото тројство ќе биде на оваа земја. И сега Бог што очекува од нас, драги гледачи? Очигледно Бог очекува да го исполниме неговиот план, односно да бидеме послушни на неговите правила, на неговите заповеди. Значи, еве што кажува мудриот Соломон во Проповедник книга 12:13. Бојте се од Бога и чувајте ги или почитувајте ги неговите заповеди, зашто сето тоа е за човекот. Значи, да се живе во согласност со Божиот план за човештвото, значи да се познава вистинскиот Бог и да се постапува во согласност со неговите барања, кои се наоѓаат секако во Библијата, во Светото писмо. Ако сега постапуваме вака, значи денес како ние живееме според тој Божи план, може да се надеваме еден ден дека ќе живееме вечен живот во рајот, на новата земја, за време на кој никогаш нема да престанеме да стекнуваме ново знаење за Бога и за неговите прекрасни дела на создавањето. Навистина, каков возбудлив период е пред нас. Секако ако му станеме верни на Бога и ако се најдеме во онаа група на спасените. И сега, кога го чекориме тој пат према новата земја, треба да бидеме
сигурно е дека тој е вистинскиот пат, зашто постојат два пата, тесен пат, вели Библијата, и широк пат. Патот широк води во пропаст, а тесниот пат води во живот вечен. Затоа ние треба да го следиме Исуса Христа. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Мора да биде тој пат осветлен, мора да има сигурни знаци. Знаете, оние кои се планинари, кои одат во планина, има предходница на планинари кои го обележуваат патот. Знаете, оние кругови со црвен круг и бела боја, бел круг. Значи, тоа се стават на каменови, на некои големи дрвја кои се стабилни. И кога ќе помине после таа експедиција на планинари, тие ги следат тие знаци и знаат дека тој пат е бележен, дека тој пат е сигурен. Исус Христос со својата крв почитување го обележал тој пат, тесниот пат, дека е вистински. И ако го следиме тој пат, нема да залутаме, нема да се изгубиме во некој простор. Затоа, еве на крајот да заклучиме и од ова размислување. Секако, прашањето зошто болки, зошто зло, зошто Бог не реагира? Бог реагира постојано, но Бог конечно ќе го уништи злото и сатаната кога ќе дојде на оваа земја. Сега е наше да трпиме, да поднесеме, но со Бога многу полесно се трпат проблемите и болките. Библијата објаснува дека Бог не предизвикува зло и ни помага да најдеме задоволувачки одговор на смислата на животот. Освен тоа, Библијата ни кажува многу за други теми кои се од голем интерес за луѓето денеска. Божјата реч се осврнува на теми, например, како што се за бракот, воспитувањето на децата, меѓучовечките односи, надежта за мртвите, преку гроб надеж и така натаму. Ако се уште навистина не мачат некои прашања, слободно пишете, почитувани гледачи, ние ќе побареме одговор врз основа на Библијата. Ви охрабрувам, значи да го сторите тоа. И откако ќе ги откримете вистински вредности на Библијата и низините упатства за животот, веројатно ќе почувствувате како што го тоа почувствувал псалмистот Давид, кој му се обратил на Бога за неговото водство, ја пеел ова песна. Цитирам Псалам 119:105. Твојата реч е извор на мојата нога и светлина на мојот пат. Твојата реч е извор или светилка. Знаете колко е важно кога си во мрак да имаш некоја светилка, некоја свеќа, батерија или едно кибриче да запалиш, ти веќе имаш ориентација каде се наоѓаш. Меѓутоа, Библијата е таа светилка, Библијата е таа книга која го осветлува нашиот не само физички пат, туку и духовниот пат е многу поважна. Зашто денес има многу луѓе при очи, а се слепи духовно. Така да нека Господ ни помогне да навистина својата радост и својата утеха ја најдеме во зборовите, во речта Господова во Библијата. Одеме сега повторно со песна. Чисто срце дај, Господе, и обнови го духот во мене. Чисто срце дај, Господе, и обнови го духот во мене. Не отврвај ме од своето лице, Боже. Духот Свети не одземај го, не одземај го, не одземај го. Радоста Твоја во моето срце стави ја и обнови го духот во мене. Чисто срце дари, Господе, и обнови го духот во мене. Чисто срце дари, Господе, и обнови го духот во мене. Не отврвај ме
ti ne odzemaj go, radosna tvoja, bo moj to srce stavija. I obnovi go duh od mene. I obnovi go duh od mene. Poštovani gledači, evo nepovtorno uživo je sledite dnevната емисија точно напладне на радио Гласна надежда. Следува прашање koje nosi naslov koja bila supruгата на Каин. Дали supruгата на Каин била и негова сестра? За време на мојата служба како теолог, не знам колку пати сум го слушнал или ми било поставено ова прашање, која била супругата на Каин? И навистина интересно е прашањето, зашто кога ги читаме по првите глави, посебно 4-та глава во прва книга Мојсеева, која ќе го прочитаме наставно дека Каин го убил својот брат Авел, неминовно доаѓа оној текст, вели, и Каин ја позна својата сопруга, својата жена. Откаде сега други луѓе, откаде тој си нашол жена, кога знаеме Адам и Ева имале во почетокот 2 сина, Каин и Авел. Библијата не кажува, драги мои, конкретно која била сопругата на Каин. Единствениот можен одговор би бил дека жената на Каин е негова сестра. Може вие ќе се збуните, но во тоа време било дозволено да меѓу себе се зимаат децата, да се мажат и да се женат до некоја година, до некоја генерација. После Бог тоа го спречил, го забранил. Но додеме напред. Значи, тој си зел негова сестра или внука или правнука. Тука е одговорот во тие 3 личности: сестра, внука или правнука. Библијата не кажува колку години имал Каин кога губил Авел. Меѓутоа, може да се предпостави. Ајде да читаме текст во Питие или прва книга Мојсеева 4:8. И му рече Каин на својот брат Авела: да појдеме в поле. А кога беа во полето, Каин скокна на Авела, братот свој, и го уби. Библијата вели дека двајцата биле земјоделци. Можно и двајцата да биле возрастни со своите семејства. Значи, веќе биле возрастни, имали своји фамилии. Иако едниот бил сточар, повеќе се занимавал, значи, со сточарство, другиот со ратарство или со земјоделство, но сепак и двајцата обработувале ниви. Адам и Ева морале да имале и други деца, почитувани гледачи, покри Каин и Авел, до моментот кога бил убиен Авел, а потоа морале да имаат уште многу деца. Еве, во 5-та глава, во прва книга Мојсеева 5:4 вели: а откако го роди сита, Адам поживе уште 700 години. Обратете сега внимание, раѓајки синови и керки. Значи, прва Мојсеева 5:4. Фактот дека Каин се плашал за својот живот откако го убил Авел, тој морал да побегне. Тоа кажува 4-та глава, 14 стих: и ја позна Каин жената своја, а таа забремени го роди Еноха, потоа созида град и го нарече според името на својот син Енох. Значи, овој текст ни сугерира дека може би имало и други деца во тоа време, може би дури внуци и правнуци на Адам и Ева. Сопругата на Каин, прва Мојсеева 4:17, била керка или правнука на Адам и Ева. Тука лежи, тука се крие одговорот. Нема друг одговор, зашто немало други луѓе, не дошле од Вселената, од другите планети. Тука Адам и Ева биле првите луѓе, првиот човечки род се крие во Адам и Ева и во нивните деци и поколенија. Бидејќи Адам и Ева биле првите, како што спомнав, единствените луѓе, нивните деца немаат друг избор освен да се мажат меѓу себе. Бог не го забранил сродниот брак до многу подоцна, кога имало доволно луѓе што таквиот брак повеќе не бил неопходен. Ако читате во книгата Левит 18:6-18, таму ќе го најдете тој закон. Причината зошто инцестот често доведува до генетски нарушување кај децата е тоа што кога две лица со сличен генетски код, на пример брат и сестра, имаат деца, можноста за генетско нарушување е поголемо, бидејќи 20 родители имале исто генетско нарушување. Кога луѓето од различни семејства имаат деца, малку е веројатно дека и 20 родители ќе имаат исто генетско нарушување. Сега, денеска,
koga bi rekle човечкиот генетски код се повеќе е загаден, со векови додека генетските нарушувања се размножуваат, се зголемуваат и се пренесуваат од генерација на генерација. Адам и Ева немале генетски пореметувања, што им овозможило на нив и на првите генерации после нив секако да имаат подобар квалитет на здравје отколку што имаме денес. Децата на Адам и Ева имале малку или воопшто генетски нарушувања. Ова резултирало со сигурен обичен брак. Може би изгледа чудно, дури одвратно, што жената на Каин била негова сестра, братучетка, прва, втора или некоја друга. На почетокот, бидејќи Бог започнал со еден маж и со една жена, следната генерација немала друг избор освен да се омажат или да се зимаат меѓу себе. Еве, драги гледачи, тоа беше одговорот на прашањето, уште еднаш ќе го повторам, која била супругата на Каин? Дали супругата на Каин била и негова сестра? Да, била. Дали најблиска, братучетка, прва, втора или трета, не е важно, меѓутоа Бог дозволувал во тоа време на првата генерација да се зимаат меѓу себе, подосна тоа било забрането, спречено, па и денеска знаеме дека тоа не е случајно, иако има, на жалост, денеска еден маж зима две сестри, ги има такви случаеви и во Македонија, но тоа не е библиски, тоа не е добро, значи има многу други мажи, односно момчиња и девојки, кои што можат да се зимат меѓу себе, но денеска тоа не е редовен случај. Како е да е, Каин си ја зел неговата сестра, полусестра, братучетка и така натаму, но тоа било дозволено за да се потомството размножи до еден степен, кај што Бог потоа го забранува тоа меѓусебно мажење и женење. Еве, толку за ова прашање, одеме сега повторно со песна. Светиот Дух сила подари ми.
Почитувани гледачи, полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија која се емитува секој среда со почеток во 12 часот. Пред да се одјавиме, би сакал да ви го рекламирам новиот завет кој излезе овие денови, еден прекрасен примерок, ново издање на дел од Библијата Новиот Завет. Значи, сите вие кои сакате да го имате бесплатно, може да ви го подариме, да ви го испратиме или нашите соработници да ви го донесат на ваша домашна адреса. Мене ми се навистина допаѓа овој превод, зошто бидејќи овој превод е фотокопија на најдобриот превод што го имаме во Македонија, значи овај од Библиското здружение, добар распоред на стиховите, има значи препратни стихови кои долеве испраќаат на слични содржини, така да убаво да го имате, значи ново издање, Новиот Завет, подарок од едно здружение кој во минатите години често пати подарува Библии на христијански цркви и тие ги делат на верниците, на пријателите, на граѓаните во Македонија. Значи ова издање Новиот Завет кој што е поддржан од Источноевропската мисија е бесплатен примерок и не е наменето за продажба. Сите ви кои сакате, бидете брзи, имате доле на екранот, ќе најдете адреса и телефонски број, може да ни пратите порака, а ние ќе ви го испратиме на ваша домашна адреса. А вие останатите, почитувани гледачи, кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, вие нудиме бесплатно дописаната библиска школа во електронска верзија. Вие сега за која секунда ќе видите рекламата, слободно влезете на тој вебсайт и внатре има 8 подрачја на дописаната библиска школа, кај што може да ја изучувате се подлабоко Библијата, а на крајот ќе добиете на убава диплома. Да ја видиме сега и рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија. Ви благодарам на вашето внимание што бевте денеска со нас. Ви посакувам убав ден или остатокот на овој ден да ви биде благословен, но и целова седмица која е пред нас ви закажувам нова средба, наредната среда, а дотогаш останете со здравје. Пријатно. Почитувани гледачи, ви покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме.